Во кругот на територијалната противпожарна единица во Кочани пристигна уште едно противпожарно возило, што како донација го обезбеди амбасадата на Република Чешка. Возилото од марката Татра има цистерна со капацитет од 10.000 литри вода, наменски топ за распраскување и придружна опрема. На свеченото предавање на возилото присустваа министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, директорот на дирекцијата за заштита и спасување Стојанче Ангелов и градоначалникот на Кочани Владко Грозданов, а чешката делегација ја предводеше амбасадорот Јарослав Лудва. Да се заблагодарам на чешката амбасада во Република Македонија, да се заблагодарам на владата на Република Чешка и на братскиот чешки народ. Нема како да не спомнам уште една огромна благодарност кога во првите моменти после нашата катастрофа вие и вашите медицински тимови беа рамо до рамо со нашите медицински тимови како на републичко ниво во Скопје, така и во нашата Кочанска болница. Искрено и од срце ви благодарам. Кочани во моментот ги живее најтешките моменти во својата историја и колективната болка и општествената болка ја чувствуваме се уште. Со ова донација не охрабрувате и ни давате сила и една надеж да продолжиме понатаму и да се полека издигнеме од оваа катастрофа што не снајде. My jako Česká republika sme bili národ vždy veľmi blízky makedonskému Како Република Чешка секогаш сме биле близок народ со македонскиот народ и со вашата болка сочувствуваме. Сметавме дека тоа е наша одговорност да ви помогнеме кога беше потребно. Знаеме што значеше оваа трагедија за Кочани и се обидуваме да помогнеме како во медицинската, така и во областа на противпожарната заштита. Јас во вашиот град не сум прв пат и убеден сум дека со новоизбраниот градоначалник имаме поблиска соработка. Секако дека ова не е моја последна посета. Takže to určite není moja poslední návšteva. По завршувањето на административните процедури и регистрацијата, донираното противпожарно возило веднаш ќе биде ставено во функција. Добивме возило Татра со носиво со 10 тона и ќе ни биде од големо значење во нашата единица. Ќе го користиме како второ навално возило за справување со интервенциите кои ќе ни бидат во предизвик. Покрај обезбедувањето со возила и со потребна опрема, неопходно е да се работи и на кадровско доекипирање на територијалната противпожарна единица во Кочани, со оглед што во моментот таа располага со половина од потребниот број пожарникари, а дел од нив се пред пензионирање. Канал 8 телевизија на вашиот мобилен уред.